Добар ден, ученици. Јас сум Владимир Сарџевски, наставник по физичко и здравствено образование од Основното училиште Христо Узунов друго. Денес, како наставна единица, имаме техника на штафетно трчање. Штафетното трчање е групна дисциплина каде што надпреварувачите со максимална можна брзина ја претрчуваат својата делница и треба да извршат предавање во одреден простор. Оваа дисциплина се изведува во машка и во женска конкуренција. Резултатот на штафетното трчање, особено кај кратките делници, директно зависи од ангажираноста и подготвеноста на сите 4 надпреварувачи. Штафетните трчања се доста интересни и возбудливи, не само за надпреварувачите, туку и за оние кои го следат надпреварот. Тајната на штафетното трчање е добрата увежбаност на целата екипа. Добро увежбаното предавање и примање на палката исто така е значаен елемент во штафетното трчање со кој што можеме значително да добиеме на време. Надпреварувачите во дисциплините со кратки растојанија мора да имаат многу добра увежбаност во примопредавање, затоа што предавањето се изведува без гледање од надпреварувачот што ја прима палката. Палката треба да се предаде со испружени раце во висина на колковите. Надпреварувачот кој ја прима штафетата стои на почетокот на полето, каде што се изведува размена, ја држи раката зад себе со отворена дланка, спремен да ја прими палката. Во овие трки, кратки трки, се одвива многу брзо и затоа примопредавањето на палката се одвива воопшто без гледање. Кога надпреварувачот кој ја носи штафетата ќе даде вербален знак, што претходно го договориле надпреварувачите, тој почнува да трча, не вртејќи се зад себе. Повеќе одговорност за исправното предавање на палката има кај надпреварувачот што ја предава палката, затоа што тој мора палката да ја предаде точно во отворената дланка на својата замена и да не ја пушта додека тој цврсто не ја прифати. Идеална размена треба да се случи во зоната за предавање на палката. Во тие 20 метри, што се обележани долу на сликата, со црвена боја, тркачот што ја предава палката треба да дојде со полна брзина и да го изведе предавањето на палката на другиот надпреварувач, кој веќе ја постигнал истата максимална брзина. Техниката на примопредавање на палката зависи од должината на стазата, затоа што штафетната трка може да се реализира во спринт, а може и на средни патеки. Штафетните олимписки дисциплини за мажи и за жени, кои се најактуелни, се 4 пати 100 метри, 4 пати 200 метри, 4 пати 400 метри, 4 пати 800 метри. А исто така и 4 пати 1500 метри се користи, меѓутоа не е толку актуелна како дисциплина. Во првата делница од трката задолжителни се стартни блокови за првите надпреварувачи, а потоа другите надпреварувачи тргнуваат од висок старт. Најголемо внимание во техниката на штафетно трчање треба да се посвети на правилното додавање и примање на палка. Во прилог имаме долу 2 слики и за техниката на примопредавање и едно видео кое може да го гледате. Измената на палката може да се изврши на 2 начина. Од долу нагоре, како на првата слика, и од горе надолу, како на втората слика. Сето тоа во обележаниот простор за примопредавање. Времетраењето на измената на палката кај врвните тркачи изнесува 2,1 до 2,3 секунди. Штафетната палка има цилиндричен облик со должина од 30 см, со обем од 12 до 13 см и тежина од 50 грама.
Таа најчесто е обоена со забележлива боја. Сега да зборнеме за правилата, штафетно трчање правила. При стартот на штафетните трки важат истите правила и команди кои се применуваат за нискиот старт, со тоа што палката може да ја допира и преминува стартната линија. Исто како на сликите што се дадени во прилог. Подолу. Промената на штафетната палка се врши во зона од 20 метри, обележана на растојание од 10 метри, пред и 10 метри после линијата, која ја означува делницата од 100 метри на самата патека. Ако палката биде примена пред зоната или после зоната за примопредавање, надпреварувачите ќе бидат дисквалификувани. Многу често се случува да бидат дисквалификувани екипи поради паѓање на палката. Тоа може да им се случи дури и на најдобрите екипи. Ако на тркачот му испадне палката, треба сам да ја земе и при тоа да не им смета на другите надпреварувачи. Штафетно трчање тактика. Како и во секој спорт и дисциплина, и кај атлетичарите постои тактика, каде обично на првата позиција најчесто го поставуваат оној надпреварувач кој е најдобар на стартот и искусен тркач во кривина. Вториот тркач мора да биде добар во предавање на палката и добар тркач на правиот дел од патеката. Третиот надпреварувач може да биде малку поспор во предавање на палката, но и тој мора да биде добар тркач во кривина. А како последен надпреварувач во екипата, секогаш се става најбрзиот тркач. Резултатот зависи од подготвеноста на надпреварувачите за предавање на палката, уиграната тактика на екипата и психолошката состојба на екипата. Ви благодарам на вниманието.